За излез од политичката криза во државата, странските аналитичари сметаат дека најлогичното решение се распишување на нови парламентарни избори заедно со локалните, кои воедно ќе бидат и можност граѓаните да се изјаснат околу така наречената тиранска платформа. Во дебатна емисија за Радиотелевизија Србија, посветена делумно на состојбата во Македонија и политичката криза настаната со така наречената тиранска платформа, српскиот аналитичар Миша Ѓуркјовиќ оценува дека бинационална Македонија на долг рок би значило создавање на голема Албанија. Po proceduri koja je propisana, dakle, i zakonima i delovodnikom, odnosno poslovnikom rada parlamenta, prvo mora da se izabere takozvano komisija za imenovanje, koja onda posle toga predlaže predsednika parlamenta, odnosno sobranja. To se nije dešavalo, pre svega VMRO nije dao sa punim pravom je sprovodio takozvanu obstrukciju, dakle, tražeći da se ceo paket rešenja veže za nove izbore. Sad govorit ćemo još o tome zašto je to vrlo bitno, jer oni su povezani sa činjenicom da Makedonija mora svakako uskoro da izađe na lokalne izbore, koji već se kasni njihovo raspisivanje, i najlogičnije je bilo da u novim nastalim uslovima se raspišu i parlamentarni izbori, da se građani izjasne oko toga šta Tiranska platforma nudi. И американскиот експерт за програмата Гласот на народот на Радио Слободна Македонија Умберто Паскали изјавува дека и покрај сите притисоци, провокации и валкани трикови, Македонија ќе продолжи уште поодлучувачки и храбро на патот да си го одржи националниот суверенитет и интегритет како држава. Следната станица на возот кој се нарекува Македонска револуција треба да бидат нови и неизбежни избори, каде што Македонската револуција на народот ќе си ги оствари своите барања, а тоа е национална влада на Македонија која ќе ги гарантира правата на сите, но и ќе ги заштитува националните и државни интереси. Никој нема право да спречи демократски избрана влада од народот. Играчите на Џорџ Сорос го загубија кредибилитетот и почитувањето на луѓето во Македонија. И двајцата аналитичари се на иста линија околу така наречената Тиранска платформа. Истакнуваат дека платформата е идеја за создавање на голема Албанија, а вината за ескалацијата на насилството во собранието ја наоѓаат во опозицијата, која со насилно сценарио изба председател на парламентот, кој е надвор од процедурата и законот.